Црна ноќ, тишина. Стара куќа, искршени ѕидови и без прозори. Плач и лелек, страв. Чекориш сам во ноќта и иако знаеш дека таа куќа со децении е напуштена, чувствуваш како некој, нешто да те гледа, следи. Чувствуваш присуство, ама нема никој. Сам во ноќта покрај напуштена куќа. Крвта ти се заледува и срцето чука се побрзо. Што ли се случува? Сцена од хорор филм. Наводно проколната куќа, полна со духови, зло и страв. Легенда која со години се принесува од генерација на генерација. Секоја држава, секој град или место има понекоја приказна за проколната куќа. Градба стара стотици години. Целата во рушевини за која мештаните раскажуваат хорор приказни. Судбини со тажен крај, семејни трагедии, смрт, проклетство и терор. Низ Македонија постојат повеќе куќи за кои локалното население верува дека се проколнати, дувло на зли духови и сеништа, на нешто надприродно. И додека многумина веруваат дека ова се само бесмислени приказни за плашење на деца, другите, оние кои наводно со своји очи виделе, почувствувале, раскажуваат за моќта на надреалното, дека сепак постои сила која не може логично да се објасни. Дали тоа се само урбани легенди или има некоја вистина? Денес ви прераскажуваме легендата за Зелениот замок во Скопје. Иако срушен пред неколку години, Зелениот замок во скопската населба Пржино со децении наназад беше куќа на стравот. Според старото проклетство се веруваше дека секој кој ќе влезе во замокот по 7 дена ќе умре. Кога го срушија замокот заедно со рушевините, се закопаа и многуте морничави приказни за неговото проклетство, кои до денеска остануваат нерешена мистерија. Нема скопјанец кој не ја слушнал приказната за Зелениот замок на улицата во Станичка, стара бароцко-готска градба, изградена пред почетокот на Втората светска војна. Некогаш символ на врвна архитектура, а подоцна куќа на стравот и трепетот, од која велат нема враќање. Оваа стара куќа некогаш била дом на богато 5-члено семејство од Црна Гора, мајка, татко и 3 деца, од кои 2 ќерки и 1 син. Нивната несреќна судбина почнува веднаш по преселбата во Македонија и новиот дом во Пржино. Прво починала првата ќерка на само 15 годишна возраст. Таа го изгубила животот по пат од коњ во дворот во замокот. 2 години подоцна, незината сестра се удавила во бунарот додека полнела вода. Но трагедиите не престануваат тука. Синот, последното чедо, почина од мистериозна болест за која немало лек. По загубата на 3 деца, очената мајка не можејќи да се справи со болката и тагата, се обесил, а таткото, откако ги изгубил саканите, се фрлил во река. Трагичната приказна која носи уште потажно проклетство. После нив, никогаш не живеел никој во таа куќа, во која наводно постојано се слушале плачење и лелеци. Според друга стара легенда, оваа куќа била изградена по желба на богат гроф од Гостивар многу одамна. Па затоа е во тој стил како стар замок во барок. Тој живеел со својата сопруга, која на жалост многу млада го изгубила животот. Подоцна живеел сам, често давајќи го домот на подстанари. Третата легенда за Зелениот замок пак вели дека тој е проколнат од двајца браќа кои трагично загинале во него. Многу приказни, многу трагични судбини кои ќе останат мистерија. Пред 10 години Константин Кајшаров, магистар по кинезотерапија и духовен водач, влезе во проколнатиот замок за да се увери во гласините дека е опседнат со духови. Тој и неговиот тим користеле специјална опрема за детектирање на скриени звуци и појави. Тој, за своето искуство во проколнатиот замок, изјави дека видел и почувствувал присуство на духови. Кајшаров сподели дека плачот на демоните почнал да се придушува кога тие влегле во куќата и дека со нивната инфраред камера забележале силуета, малечка како џуџе, кој влегува во собата. Заедно со силуетата почувствувале и шум, а потоа камерата се исклучила. Според неговото искуство, тој вели дека врз Зелениот замок и врз оние кои живееле во него е фрлено проклетство, а истото ќе престане само кога ќе се покајат за направените гревови. За тоа дали е вистина или не оваа приказна одлучете вие, но сепак незиното слушање ја заледува крвта. За повеќе вакви видеа,
ве молиме за следете не и секако оставете лајк и коментар.